Благодарам, подпредседателе. Добро е што ја земавме оваа пауза, за да се смират духовите, а во меѓувреме да го добиеме и стенограмот од последниот дел на седницата, каде што имавме одредени забелешки, поради кои беа одредени забелешки. И би сакал да го прочитам и да го констатираме тоа што рековме. Значи, не е дека се цитира одреден дел од некоја изјава, туку колешката Даниела Колева вели дека можеме да зборуваме за вашиот Мусолини со Карл Лагерфелд одела со електрични централи. И не знам кој пат поред треба да кажеме или да си прочитате, затоа да се информирате, затоа што сте пратеници, дека ова со електричните централи го затвори како предмет Државната комисија за спречување за корупција. Ако мислите дека 100 пати кажана лага ќе биде вистина, нема да ви помине, затоа што граѓаните на последните избори ви ја испорачаа фактурата за сите ваши лаги. И затоа барам да се извините, колешке, да се извините од причина што нивото на дискусии во оваа сала треба да задржиме сите ние. Се случуваат секојдневни дискусии и политики надвор од собранието. И можат да зборуваат премиерите, председателите на партиите, било што. Ама ние сме тука по 18 часа некојаш заедно и затоа треба нивото да биде задржано и она што го зборуваме да стоиме за тоа и да кажеме дека е така. Се повикувате на некој си Карл Лагерфелд затоа што денеска, од што нема што да се каже, да се дефокусира македонската јавност, за некоја оддела од 300 евра дека носел председател на партија, мислам, стварно е ниско. Стварно е ниско. Ама колешке, немојте од кај видов ја дека е Мицкос. Значи не кажавте за аболициран криминалец тука. Не видов дека е за аболициран криминалец зборувате, па да знам точно кој е тој. Затоа дозволете да го завршам на ниво ова како се кажа. Ке ве молам. 3 минути има координатор. Можам да бидам уште полош. Повелете, продолжите. Добро, во ред. Ваше е правото дали ќе се извините, дали нема да се извините. Ние сме сите пратеници тука, земајќи ја вашата практика, така ќе се однесуваме и ние. Благодарам, оставам на вас да видиме дали ќе се извините.